Мојот следен гостин, почитувани гледачи, е поет, преведувач, професор, слемер, писател, кој е континуирано присутен на современата македонска книжевна сцена веќе неколку децени. Како поет остава исклучителна длабока и трајна трага на македонската книжевна сцена и до тој степен е маркантен и уникатен што неговата поезија не припаѓа на ниту еден тек на македонската современа книжевна сцена. Туку представува засебен стил. Перо Саџовски е денеска во неделен микс. Добре дојавте, благодарам што сте тука. Добре ве најдов, баш ми е мило, ви благодарам за поканата. Малку ме задложивте со оваа најава. И јас со себе имам очекување да ги исполнам овие, вака, да речеме, обележја кои што се пред се увид или гледање на Елена Пренџова, рецензентката на ова дел за кој што денес ќе поразговараме. Да, апсолутно. Рецензијата нејзина беше одлична, но има зошто? Затоа што вие навистина придонесувате за македонската книжевна сцена, инспиративен сте, а тоа го покаже и вашето најново дело, односно стихозбирката Огнен пој, која содржи 33 песни и која што е поделена во 3 циклуси. Па сега, Перо, кажете ни подетално за концептот, какви песни доминираат, на кои теми се тие застапени, може да покажеме и стихозбирката. Да, Огнен пој. Пред се, самата книга и самата стихозбирка по себе има символ, да речеме, символичен елемент. Огнен пој е последната песна на Фениксот. Фениксот самиот по себе и во средновековието, па дури и пред тоа, најчесто се поистоветува со воскреснувањето, затоа што е птица која што нели живее долго време, 500 години според некои легенди, па пламнува во пламен гори, додека гори ја пее својата најубава и последна песна и воскреснува, потоа од пеплата се раѓа нова птица. Многу често Фениксот бил поистоветуван со Христос, со Исус Христос. Затоа се поместени 33 песми, значи внимава структурата да биде исто така символична. Тие песни се поместени во 3 циклуси, по 11 песни во секој циклус, со тоа што има и пролог, краток пролог и краток епитаф. Значи, на еден вид, со оваа стихозбирка завршува еден поголем циклус или подолг циклус во мојот живот како поет, со надеж дека нели од сето ова ќе воскресне една нова визија, нова идеја, нова љубов, која што ќе поведе кон едни нови вакви истражувања, поетски истражувања кај мене. Какви теми? Па најчесто тука се опфатени, селектирани се, да речеме, песни кои што ги имам пишувано во последните 10-15 години, од кога прв пат издадов поема Карпа жива 2005 година. Тогаш во тој период 2005 година, значи Карпа жива излезе како сублимат на еден куп настани кои што се случува предходно, почнувајќи од 2001 па навака, немили настани кои што кај мене баре начин како да излезе, како да се изразат. Поезијата и поетите обично пишуваат кога се вознемирени, кога нешто не тлее или боботи внатре во нас и сакаме да го искажеме на некој начин. Така што Карпа жива беше поема кој што на еден начин направи истражување на тоа што се случувало со Македонија, која историјата на нашата земја, едно длабок увид, да речеме, на една карпа која што наеднаш оживува и почнува да раскажува што се видела пред себе. Додека е пропратена со лирски и рефлексивни елементи, самата поема на песни кои што ја претходно ги има пишувано, па да речеме уште од средношколските денови. И еден вид сублимат направив тогаш, па направив една подолга пауза од 15 на години и ова е исто така еден сублимат на изминатите 15 години, кои што се песни што јас ги пишував и со кои што настапував на различни настани во земјава. Добро, се надеваме дека нема да чекаме 15 години за Не сте првата која што си ми го кажала, и јас се надевам искрено дека ќе продолжам да работам на ова поле поинтензивно. Огнен пој како стихозбирка е сублимат на тие теми кои што досега ги имам одботувано, а најчесто тука се теми кои што се, да речеме, поврзани и со лични своји доживувања, како јас го доживам животот, обично барањето на смислот во животот, соочувањето со некои состојби или небитнини кои што Македонија ја засегаат. Многу често ја третирам темата Македонија.
на еден многу личен начин, но исто така на еден многу космополитски начин. За мене Македонија не е само земја со граници, туку е тема која што јас ја трансцендентирам или се обидувам да ја најдам еден духовен смисол, да ја препознавам како мајка, Божица мајка, нели сепак сме и ние земја од која што потекнува таа култура историски гледано, така што во тоа созвучје Македонија јас препознам токму такво нешто. Македеја она е, или така и поетски го презентирам како Божица мајка. Значи ова е, да речеме, една главна тема која што цело време проникнува низ песните, но трите циклуси имаат различен, да речеме, фокус. Првиот дел од 11 песни се фокусираат на и така е крстен тој циклус, зборорез, каде што се резба зборот, каде што уште мислата е во рудиментарна форма, се обидува да го најде својот пристап кон суштината. Вториот дел веќе се метаморфозира или се зборообразува мислата и тука веќе се малку по-суптилни темите, навлагаме во некој по-внатрешен, по-интроспективен пристап кон она што јас го третирам како тема, за да последниот е збороснес, или како се вознесува зборот и стига до еден повозвишен, да речеме, концепт на тоа што е песната на Фениксот, што е воскресувањето, што е завршува и токму со таков еден огнен пој кој што ги содржи љубов, вера и надеж како подпесни. Значи длабоко сум инспириран од христијанството исто како наш, да речеме, македонски духовен производ, еве да го крстиме како таков. Од многу аспекти ме фасцинираат како наша култура пред се, но и како духовно созрцание или можност да се препознаве човекот во себе, како што еден пријател мој вели, ако не постои воскреснувањето, да нема смисол ништо. Така што тој е, да речеме, главниот фокус и главната тема во Огнен пој. А сепак многу символики се испреплетуваат. Да. Што некој би рекол дека може би некако плански направено математички, но може би сето така спонтано испаднало. Да, содржината кај мене доаѓа спонтано. Значи, спонтано сите овие песни се мотивирани од спонтани ситуации. Но структурата која што на крајот ја обликував за самото дело е веќе, да речеме, по-смисловен пристап и се обидував тука да најдам начин како сите овие мои изфрлени идеи, песни, да ги сублимирам во една конструктивна форма. Така што, да, има математика малку позади сето тоа, но во основа се спонтани изрази. А и посебно се гледа дека Македонија ја чувствувате некако лично, да кажам, во самата ваша поезија, затоа што незините страдања се некако и ваши страдања. Незиното вознесение е и ваше вознесение. Така. Македонија е телото од кое што ние сите произлегуваме. Македонија е нашата и минато, и сегашност, и иднина. Без разлика каде сме, ние пак сме тоа што сме, но сепак Македонија не е исклучително земја која што припаѓа, да речеме, само на македонците. И тоа е акцентот на целата поезија, дека сепак е тоа мајка на сите луѓе. Тоа е тој космополитски пристап кој што јас го гледам како наше културно наследство уште од древните времења па до денес. Не за џабе во Македонија може да се најдат археолошки остатоци и скопини од сите периоди. Не е случајно што еден куп цивилизации поминале и реално и никнале од овие предели. Така што, да, Македонија е земја која што можеби во моментов поминува низ многу беспаќа, и ние сите го чувствуваме тоа на ваков или на таков начин. Ова беше обид преку поезија да се надмине таа состојба на очај, на состојба на немање излез низ кој што минавме овие, да речеме, посебниве 10 години, ако не и повеќе, и да најдеме фокус, да најдеме верба, да најдеме надеж во тоа дека сепак состојбите може да се променат и воскреснувањето како пак повторно како символ, значи воскреснување на се што е добро, на се што е убаво, на тој еден убав живот. На доброто, повторно да се роди доброто и добрината кај луѓето, и емпатијата. Така. Токму е тоа целта и затоа и изборот беше да се искористи тој символ на Фениксот како и неговата последна песна како песна пред воскреснувањето. Може ли да позборуваме малку за корицата? Може интересна приказна за корицата, значи истражував и се трудев да најдам символично представа за тоа како јас би го презентирал Фениксот, кога би бил Фениксот, нели, отелотворен во човек.
И случајно се заиграв со оние апликации, не знам сигурно ги знаете, од вештачка интелигенција апликации Starry, мислам, .ai, така нешто беше. И излеко дадов некои податоци во однос на тоа што е содржината на книгата и излезе еден ваков производ. И навистина бев изненаден и јас самиот како се до тоа произлезе, како се склопија работите, така што одлучив токму тоа да го искористам како основа за крутицата, со тоа што малку имаше и нели. Значи ваше дело е практично ова. На некој начин да. Одлично, ете таа вештачка интелигенција, значи знае да помогне. Знае да помогне, да. Битно е какви инструкции треба да се дадат, значи имав и промашени, да речеме, реализации, но ова случајно така испадна убава една комбинација на символи, на бои, кој што сметам дека соодветно го представуваат сето она што книгата сака да го каже. Освен поезија, Перо, вие исто така во 2006 година се фокусиравте на некој друг жанр, а тоа е патеписниот роман. И тогаш го издадовте вашиот патеписен роман Цветниот пат. Так. Тоа е доживување на двајца талкачи низ мултидимензионалната душа на Македонија преку посета на значајните локалитети во Македонија, како што се Кокино, Куклици, Лесново, Берово и Велјуса. Так. Може ли да очекуваме и во иднина патеписно дело? И зошто се одлучивте толку за патеписот? Тоа беше на некој начин повик. Мислам дека во тој период почувствував дека треба Македонија да ја доистражам. Тоа беше 2006, а мислам дека околу 2003 или 2005 за прв пат се прочу дека Кокино како древен, да речеме, обсерваторија, древна обсерваторија е етаблирана како таква. И посакавме со така една група луѓе, со еден мој пријател конкретно, да отидеме да го видиме тоа местеце, да видиме што се случува таму. Во тој период бевме водени од, да речеме, од низа идеи кои што се од духовен аспект, езотерични, да речеме. Го читавме Пабло Коелио многу, мислам дека тој ни беше главна инспирација така во тој период. Водени по него, кренавме на едно патување или на еден аджилак кон Македонија, да ја спознаеме Македонија. И буквално спонтано се одвиваше цела приказна, а јас бележев дневник. Така што кога стигнавме на Кокино, наеднаш пред нас се отвори еден вид на, да речеме, символична структура на тоа како би можел да изгледа тој локалитет кога бил, да речеме, во негова полна употреба. И тука препознавме некои елементи кои што подоцна ги сведовме на архетипски символи, па тие символи потоа додека патувавме до Куклица, па до Берово, до Лесново, се некако врзаа во круг, па станаа символ кој што наликува на петочлено цветче и ние завршивме со приказната кој што се вика Цветен пат, што е повторно хвалоспев на љубовта, кое што минува низ сите, низ четирите елементи, така книгата е поделена како 4 елементи, значи почнува со мислам дека почнува со вода, па со оган, воздух и земја, завршува со љубов, надополнита со 10 четива на да речеме езотерични информации за тоа што е Македонија во една поинаква димензионална перспектива. И е еден вид на учебник за езотерија. Мислам дека и меѓу првите во Македонија кои што се явуват во тој период после осамостојувањето. И Цветниот пат всушност има таква една структура која што нуди можност за многу луѓе да себе се спознат, да ја спознат и Македонија и да дознат малку повеќе за некои, да речеме, не традиционални пристапи кон духовност. Така. Вам уште од мала возраст идол ви е Бранко Коцкица. И уште од млади години вие предизвик и сакате да работите со деца и вие работите, таа желба и ви се исполнила. Сигурно е неопходна голема посветеност, големо трпение, љубов кон децата за да се работи нели со нив. Колку ви исполнува вашата работа? Па и многу, морам да ви кажам, но јас мислам дека мене ми е најлесно со деца. Најбитно е да си останеш дете. И со децата, ако си дете, ти ќе те коригираат. Мене знаат децата ме коригираат ако забегам во светот на возрастните. И ме враќаат назад во светот на децата. Што подразбирам по тоа? Значи, да се биде дете во смисол на да се разбира нивниот свет како светот кој што ние сме произлегле. Знаеме ние дека светот на возрастните е свет на одговорности и знаеме и тоа е токму тоа што се обидува секој наставник да го пренесе на следната генерација, да ги научи децата на одговорно живење, учење и така натаму. Но ако тоа го правиме од позиција на авторитет, тогаш
се случува да имаме и генерацијски отпор и така натака. Јас се обидувам не да бидам детинес во смисол на несериозен, туку да се спуштам на тоа ниво на кој што е потребно за да тие деца го примат или го воспримат тоа знаење кој што сакам да го споделам со нив. Имам заедно со сестра ми основано и приватно училиште по англиски јазик во Тетово, Pegasus LS, и токму преку тоа училиште не успеваме да најдеме пристапи и модели на работа кои што се ем современи, ем соодветни за потребите на оваа нова генерација. Тука се вклучени дигитални алатки во наставата, значи ние постепено работевме со воведување на технологијата како алатка во наставата, што нас не донесе до позиција да бидеме веќе училиште кој што намали употреба на хартија. Како изгледа тоа? Како е да не се користи хартија? Се е дигитализирано? Па скоро се, значи секој дете си доаѓа со свој мобилен уред, имаме и таблети кои што им ги нудиме на децата. Се користи видеопим, значи видеопроектор со еден лаптоп, значи минимална употреба на технологија. Не е целта да биде тоа хај-тек училница, туку со минимум технолошки помагала да се повторно, да речеме, да се воведен вид на одговорно користење и трошење на хартија. Затоа што самите воопшто образованието како индустрија е еден од најголемите консументи на хартија. А ние знаеме денес дека за производство на хартија се сечат шуми, а знаеме дека и многу шуми денес страдаат од неконтролирано сечење или со пожари кои што поради климатските промени се случуваат. Целта е да ја подигнеме свеста. Ние сме малечко микроучилиште, не можеме ние да направиме некој голем импакт или големо влијание, но сепак можеме да ја подигнеме свеста на тоа дека е возможно, доколку контролирано се користи технологијата, да се намали употребата на хартија. Значи учениците кои доаѓаат, најчесто им фотокопираме, доколку има потреба се фотокопира, но доколку нема потреба, со своите мобилни уреди се вклучуваат на, да речеме, конкретна апликација, преку QR код го скенираат и играме игра на конкретна тема, гледаме видеа, им правиме презентации, самите те учествуваат преку Google Classroom, претходно користевме Edmodo, користевме ClassDojo, тоа се платформи кои што се, да речеме, онлайн училници каде што се разменуваат дигитални содржини со децата, им оставаме презентации за дома да може да се ги предадат. Сега ова не е прилагодено за секоја возраст. Сепак мора да се внимава дека со помалечките возрасти треба да има, да речеме, физичко присуство, активности кои што барат и физички, тоа се на англиски викаме total physical response, или да допираат нешта за да на тој начин ги учат работите. Помалечките обично и сакаат такви работи. Додека со повозрастните, со средношколците, дури може и целосно онлайн да се тера наставата без никаков проблем, целосно интерактивно. Значи, целта е не за да се алиенираат учениците, туку напротив, технологијата може да помогне да се зближат доколку правилно се користи, доколку се знае како да се користи. Сепак, и покрај се тоа, годинава ставаме акцент на тоа како да се вратиме 2 чекори наназад малку и да почнеме повторно да користиме аналогни пристапи, затоа што мислам дека за време на пандемијата многу се изгуби и многу дечиња изгубија можност за развивање на социјални вештини кои што се неопходни за одредени возрасти, така што сега мислам дека е битно да бидеме физичко присуство на настава за да може малку да се развиваат и тие аспекти. А тоа е најважно, сепак таа социјализација е клучна. Вие имате престудувано во Англија. Кој бил поводот и со какви искуства се вративте од таму? Па повеќе пати имам престудувано во Англија. Првично бев на 20 годишна возраст како au pair, тоа го викат. Или живееш со семејство цела година, а паралелно студирав англиски јазик во Англија, завршив тогаш proficiency, да речеме тоа е највисокиот, Cambridge exam. Живеев во Бирмингем. Значи, што обично луѓето кои ќе им кажа во Англија дека сум дошол во Бирмингем да учам англиски, ми вика како си го одбрал градов, вика најтежок дијалект имаат бирмингенчани, а ти демек тоа си одбрал. Но имав можност често да патувам и до Лондон, така што имав можност да го запознам Лондон целосно и подоцна кој бев по втор пат и по трет пат во Лондон се чувствував како дома. Англија ја знам, па горе-долу Оксфорд, Велско имам прошетано, Хейстингс, Кардиф исто убав. Да, убава е Англија, се чувствувам како втора дома. Значи, покрај тоа што учев англиски таму, да речеме 1 година,
подосна како професор по англиски јазик и како директор на училиштето Pegasus ЛС, креиравме една програма, нова програма, кој што го носи насловот Digital Literacy for EFL Students, или дигитална писменост за ученици по англиски јазик. И направивме комбинација на инструкции за англиски јазик и инструкции за како да се користат одредени дигитални алатки. Така што, да речеме, еден професор по информатика им презентира на децата како да креираат веб страница, додека професорот по англиски им помага да направат содржини на англиски јазик за веб страницата. Или професорот по информатика ги учи како да креираат видео, како да користат видео алатка, додека професорот по англиски им помага како да направат текст за да го снимат тоа видео по англиски јазик. И со оваа програма аплициравме на Elton's Innovation Awards. Тоа беше 2017 година и од 131 кандидат бевме прифатени како едни од првите 5 финалисти во категорија Local Innovations. И ова беше еден вид, да речеме, breakthrough за нашето училиште. Подосна се пријавивме со истата програма и во Хелсинки, во рамките на една образовна институција која што го носи насловот 100, а тие промовираат секоја година по 100 иновативни образовни програми на светско ниво и ние влеговме во колекцијата од 2019 година. Така што имав тогаш можност да видам како докаде е светот во образовните иновации, нешто што и мене ми помогна да го најдам својот баланс во однос на тоа какви работи сакам да спроведам во образованието, но и знаења кои што подосна ги престикав и тука во наш контекст како координатор за вебинари на Eduino платформата, што 3 години ја работевме заедно со Smartup, тимот на Smartup, и успевме да колку толку приближиме некои од најактуелните теми во образованието тука и кај нас. И тогаш видов што се прави во светов и докаде се. А сватив и дека микроучилишта како Pegasus се расадник за иновации, затоа што се мала средина каде што лесно може да се пробаат нови пристапи, а доколку функционира и успешно може многу лесно да се расшири. Да. Навистина прекрасно е тоа да се црпи искуство од страна, а да се примени кај нас дома. Да. Ви исто така сте и преведувач, овластен преведувач, најчесто од симултано преведување. Така. Па колку оваа професија е одговорна и има сигурно секакви предизвици? Сте имали ли непредвидени ситуации? Како сте се snašli? Толкувач сум, па исто така од многу одамна. Реално тоа ми е професијата. Јас не сум професор по англиски јазик, тоа дополнително го, да речеме, се оквалификував со меѓународни обуки, CELTA, CELTIL, таквите работи кои што се дел од International House, но како толкувач почнав уште од студентски денови. Така, мислам дека беше при крај веќе со студиите, кога за прв пат влегов во кабина и како риба во вода, си запливав во тие води и мислам дека тоа е еден мој повик, исто така професионална вокација или ориентација, кој што нема да престанам да ја работам. Уживам во толкувањето, не ми е тешко воопшто, нормално бара подготовки пред секој настан и искуството си го прави своето. Предизвици, да, имало ситуации, секакви имало ситуации неизгодни, кога, например, говорникот знае да го задолжи, да речеме, ако се работи консекутивно, знае да се задолжи, па треба едно 10 минути да помниш што се кажало, па да го преведе тоа. Имало ситуации кога однапред знаеш што ќе каже говорникот, па ќе се залеташ да кажеш нешто пред него, а не треба во тој момент. Скршналот идеја. Да, или имало ситуации како еве сега ќе го спомнам, можеби ќе ја гледам емисијата Ферид Бухич, кој што е одличен говорник и кој што говори на висок стил, доста брзо, кој што ми бил еден од најголемите предизвици да го протолкувам за време на настана. Дури морав и да станам во кабината, да заземам став, дека ова ќе се преведе и нема мрдање фера. Работам и книжевен превод исто, и превод на документи во секој случај, но книжевен превод ми е нешто што на вистина што сте преведували да работам. Па и сум преведувал и од англиски на македонски, индивидуални некои песни, да речеме, што сум ги преведувал, но поголем проект би било преводот на Ацо Шопов. Скоро, значи, мислам дека беше тоа селекција од повеќе негови дела. Мислам, тоа беше 2014-2015 година, кога се преведува сите тие книжевни дела од македонски на англиски, така некако. И Ацо Шопов ми остави длабок впечаток, воопшто и ме изгради, да речеме, на еден начин, и како поет, затоа што да го преведуваш Ацо Шопов, треба да го проучиш неговиот животен опус, да видиш до каде бил, што бил, и е тоа огромно едно богатство, кое што
навистина вреди да се сподели со светот. Мене ми е криво што кога веќе постои на англиски јазик преводот, не доживеа доволна афирмација, така што пред мене предстои една таква желба и се надевам иницијатива наскоро да барем некако со помош на видеа и на аудио записи да ги ставиме, да речеме, тие дела на англиски достапни да бидат на YouTube, за да може малку нели пошироко да се расшири делото на Aco Shop. Да, и повеќе луѓе да дознаат оние кои што се нели од странство. И вие се залагате за македонската книжевност, литература и сакате да пренесете колку е таа важна. Нели секој од нас треба да си ја почитува и да си ја сака и државата, но и Македонија, нели, но исто така и нашата литература, нашата книжевност. Тука сме многу богати кога станува збор за тоа. Сме. Навистина има многу што да се покаже. Мене ме радува тоа што и во новиве времења, да речеме, и кај новите генерации се јавува љубов кон книжевноста, кон поезијата. Има многу млади. За мала земја како што сме ние, мислам дека имаме добар број на луѓе кои што се влюбени во поетската реч, влюбени во пишаниот збор, значи пишуваат. Многу по-често ќе се сретнат млади поети, но еве веќе гледам дека излагат и писатели. Има книжевни, да речеме, кругови. Слемот, еве го спомнавме како еден нов поджанр во поезијата, кој што уште 2011 година го започнавме со Игор Трпчевски и со Елена Пренџова. Игор Трпчевски од Прилеп, Елена Пренџова од Скопје, имаше работилница во Тетово за слем, кој што подоста не мотивира ние да почнеме со еден вид на слем настапи, кој што е клубски тип на поезија, со надеж да допреме малку до и пошироките, да речеме, пошироката публика, но и до помладите, кои што преку слем поезијата најдоа начин да се препознаат дека ете можеме да излеземе и ние. Слемот се одвија во да речеме потекнува од Америка, нели нормално, во клубови најчесто, од каде што настапуваат поети кои што треба да ја знаат поезијата најсус, што се вели, значи да настапат, не само да читаат поезија. Настапот е многу битен, а се бират петорица, да речеме, судии, условно кажано судии, од публиката кои што гласаат за песната од 1 до 10, се одземаат најголемата и најмалата вредност и средната вредност се сублимира за да се добие, да речеме, една оценка. И се надпреваруваат повеќе луѓе, дури имавме испратено и на неколку пати, неколку години поред, наш представник на Европскиот слем, така што слем поезијата, мислам, беше и е се уште еден начин на кој што може да се промовира еден нов пристап, активистички пристап, да се збори за некои суптилни социјални теми, така што привлече преку поезија. Преку поезија, да. И привлече многу луѓе преку низа работилници со кои што се бавевме овие години, така што јас сум пресреќен докаде и во која насока се движиме во однос на поезијата и во однос на книжевноста. Има и многу и други работи за кои што може да се зборат. Например, тука би ги спомнал и би сакал пред се да не заборавам да се заблагодарам на ПНВ публикации, моите издавачи, на Јулијана Величковска и Јован Ја поздравуваме. Поздравуваме. Ми беше гостинка, да. Мислам дека ми излегува во пресрет несебично, најсрдечно, да ми помогна да издадам оваа стихозбирка кој што сепак е издадо со своји средства. И многу други луѓе кои што ми излегува пресрет. Тука е Елена Пренџова како рецензент, тука се Андреја Ласади и Горас Китановски Кени како нели презентери или читачи на таа поезија за време на настанот, за време на промоцијата што се одвиваше на 9 јуни во градската библиотека Браќа Младиновци, за кој што сум многу благодарен на Снежана Стојчевска и на Александра Илковска за овозможениот простор кој што исто така беше прекрасно уреден и ние возможи да имаме еден прекрасен настан од таков вид. И на многу мои други пријатели и луѓе кои што ме поддржуваа на моите дома, моите родители, сестра ми, на моите внучиња, зетми, кои што беа тимот позади мене, што цело време ми даваат поддршка, што се ветрот во моите едра, така што морам така една поширока група на луѓе на кои што на вистина им должам. Поддршката е најважна и од соработниците и од најблиските, без нив не може да се Апсолутно. И мислам дека човек треба да биде свесен дека не сме сами. Убаво е да знаеме дека имаме поддршка од луѓе. Поддршката треба да има реципроцитет, значи и тие што нас не поддржуваат
треба да ги поддржуваме во сите нивни напори, во сите нивни аспирации. Не сме сите нели поети, не сме сите уметници, но тоа не значи дека човек нема можности да се изрази на некое поле, а тука му треба поддршка, така што тоа е најбитното, да се поддржува. И вашата исто така љубов и пасија е кавалот, па еве само накратко, кратки сме веќе со време, од кога датира вашиот интерес за кавалот? Кавалот или шупелката, како што се викам јас. Значи, прв пат се сретна со овој инструмент на своји 16 години. Бевме така со едно друштво на планинарење во Беровскиот Пехчевскиот регион, во Шабан, така го ни го викаат тој предел, и слушнав овчар кој што си чува овци и се свири на шупелче. И викам, шо е ова? Ми кажува шупелка. И пробав јас да свирам, не успев да извадам никаков тон. Викам, како викам овој инструмент толку едноставен, шуплив, нема ништо внатре во себе, а не можеш да му извадиш тон, значи му бара марифет. И ми го подари инструментчето, едно месец дена се обидував пуф да најдам тонот и конечно пропеа шупелчето. И како што пропеа, јас се влюбив во тој звук. За мене тоа не е звук на овчар или како нели човек од планина, туку е звук на еден духовен молчач на сето она што не може со збор да се искаже, па еве може да се докаже со кавал. Низ годините си го подсвирнував кавалчето, што еве сега веќе стигна до степен да биде и инструмент низ кој што и да речеме се препознаваме, и луѓето ме препознаваат, па и често добивам и покани да настапам заедно со одредени уметници. И на вашата промоција исто свирате? На мојата промоција. Тука видиш, убаво што го спомнавме тоа, би сакал исто да се заблагодарам и на Вистер Калез на Маса, тој е мојот трубадурски бенд. Тука се да не ги Ана Голешка Џикова, Васко ќе го спомнам, Диме ќе го спомнам, Дејан Скартов ќе го спомнам, Ѓоле, Владко Мартиновски. Ова е тимот и екипата со кој што ние веќе повеќе подолго време настапуваме како придружба на поетски читања, со целосно импровизирање. Значи, до тој степен сме веќе складени едни со други, за нема потреба од проби, каде што самите почувствуваме што во кој насока оди, да речеме, песната или стихот, и во таа насока даваме музичка поддршка. Токму на начин на кој што, нели, да сето она што не може да се изрече со збор, да се дополни со музика. И тој е одличен еден тим со кој што исто така подолго време соработуваме. И благодарен сум за нивната поддршка. А благодарам и вам за гостувањето, за тоа што споделивме многу информации, пуштивме позитивна енергија до гледачите ова попладне и се гледаме во други прилики секако со нови теми. Ви благодарам на поканата, се гледаме во секој случај. Почитувани гледачи, го завршуваме неделниот микс. Останете со програмата на ТВ24. Голема благодарност што бевте со нас и ова попладне, а секако следниот викенд сме повторно заедно со вас. Пријатно!